Арачиново е на праг да постави нов државен рекорд во категорија на домаќинства пред суд и извршител. На дневна основа имаме по неколку судења. Зошто имаме по неколку судења? Од причини што станува збор за безмалку цело село. Некој е должен да плати нешто за работа која што другиот не ја завршил. Незадоволни од фирмата за комунална хигиена, арачиновци престанале да плаќаат за собирање смет. Двете неплатени сметки од неколку стотина денари сега ги чинат илјадници. За инат на нас, значи, сите ни дадо во извршител. И нема да плаќам, нека ме судат. Месец дена ќе седам затвор. Општината вели дека им помага на граѓаните, а фирмата е навредена што новата локална власт ја прекинала соработката. Кој ќе го плати борчат? Повикот за џума ги собира арачиновци на едно место. По молитвата муабетот веќе цела година е за заедничкиот проблем на селото – суди и извршители. Помагаат ли молитви? Помагаат, никако. Плаќав редовно. Не знам што е проблемот. 5 дена рокот ми пише. Што да правим? За жалба да платам? Не плаќам. И нема да плаќам, нека ме судат. Месец дена ќе седам затвор. Мене ми се исплати да одим затворот. И така не работам ништо. Маката почнала за време на локалните избори во октомври минатата година. Тогаш, велат арачиновци, фирмата за собирање смет ангажирана од претходната локална власт престанала да чисти. Во месеците октомври и ноември не е поминал ниту инкасаторот да ги собере договорените 210 денари по куќа. Да сте го снимале улицава 11, на кај што живеем јас. Тоа беше катастрофа. Значи, кучињава, ѓубрава, налончиња, карти по пат влечени. Под притисок на жителите, новата градоначалничка Миликие Халими на крајот на ноември го одзема овластувањето на фирмата Ревиел за собирање отпад. Ангажира нова фирма, од која жителите сега се задоволни. Но фирмата на која е бил раскинат договорот бара 420 денари од куќа, според нив долг за неплатени сметки. Бидејќи речиси никој не платил, преку извршители сумата стигнува до неколку илјади денари по домаќинство. Арачиновци праќаат жалби до судот, но веќе има пресуди кои ги губат. Судот толкува дека ако не биле задоволни од услугата, граѓаните требало веднаш да ги раскинат поединечните договори со фирмата. Дали општината била свесна за последиците кога го прекинала договорот? Зошто не им е даден совет на граѓаните и поединечно да ги раскинат договорите? Одговор не добивме од градоначалничката Миликие Халими, бидејќи како што ни пренесе нејзиниот сопруг, работите најдобро ги знаел адвокатот. Адвокатот немаше мандат да зборува за одговорност. Правно не се согласува со толкувањето на судот, бидејќи самата фирма престанала да носи сметки на врата. Ако ние претходно во континуитет неколку години истото го правиме на начин на кој што сме се договориле со доставување на овие парагон блокови или како сакате да речете ги, они ги третираат како веродостојни исправи. Во тој случај јас го очекувам да дојдете да поминете. Тоа е едната причина. Втората причина е зошто се постава прашањето, зошто некој би платил за услуга која што не е извршил. Ова се наводите кои што мојата адвокатска канцеларија ги стакнува во приговорите кои што ги третира судот. Но можам да ви кажам ориентационо дека станува збор за десетици илјади евра. Значи тоа се тие пари кои што они би можеле да ги очекуваат доколку овие судски постапки како такви завршане поволни за граѓаните. Но побрзи од тоа што според граѓаните е правдата се извршителите. За тие 400 денара ми запира пензија, ми дојде да плаќам 14.500 денара. Сме буни, зашто да платим, не дојде да зема ѓубра, и не сме платили. Беше подобро, плати тоа но крајно и да не се запира 14.000. Многу пари, дали кој има можност да се враќа парите. Многу, за 400 денара да се забира толку пари, мука е. Од фирмата Ревиел велат дека доколку не било задоволно од услугата, секое домаќинство можело и требало поединечно да го раскине договорот. Не се точни информациите дека е тужено цело село Арачиново, кое има околу 2250 домаќинства. Како адвокатско друштво имаме добиено налог од доверителот Ревиел за покренување постапка за наплата на долг за 850 предмети. Сметаме дека не е коректно за домаќинствата што уредно ги плаќале своите обврски да се актуализира тема што стимулира неплаќање на превземени обврски.
Од адвокатското друштво што ја застапува фирмата Ревиел, апелираат до граѓаните да ги подмират долговите во најкус рок, да не приговараат на донесените решенија, а со тоа и да не генерираат поголеми трошоци. Адвокатот на Рачиновци и понатаму ќе се обидува да ја реши нивната мака, но има совети за други рурални средини каде отпадот се собира на ист начин. Доколку и други жители во други општини се соочуваат со вакви проблеми на својата територија, какви што биле се соочувале граѓаните на општина Рачиново, нека приговараат на работењето, нека сочинуваат приговори, нека ги доставуваат до самата фирма која што е ангажирана од страна на општината и која што тоа го прави, и доколку не се задоволни со услугите и не ги испорачуваат услугите тие фирми, нека го раскинат договор. Правдата тешко ќе натежне на страната на Рачиновци, кои сега живеат во чисти дворови, но со ризик да останат со празни сметки.